Мечка, дополнително, знаеш, ова што се случува во нашето општество е една општо отсуство на срам. Значи, порано, јас се сеќавам тие работи кои што, нели, со право се сметаат и за, не знам, кривични дела, прекршоци и така натаму. Било и срамота да се прават. Значи, порано, самото општество правило притисок врз поединците кои што живеат во општеството да едноставно ги почитуваат правилата и нормите, макар биле тие законски, макар биле тие морални. Понатаму, уништена е основната клеточна единица на едно општество, а тоа е семејството. Фамилиите меѓу себе не разговараат, схарани се, негативни емоции има, родителите не разговараат со своите деца, децата не разговараат. Значи, општа целосна деградација на она што значи да се биде општество и ние се чудиме зошто сме во ситуација каква што сме. Има еден голем дел од општеството пред се млади луѓе кои што викаат, треба да бидеме прогресивни, треба да гледаме напред и така натаму, некои работи треба да се надминат, ама имајте во предвид дека тие морални нормативи кои што некогаш владееле, го создале светот во кој што денес живееме. Ние не знаеме што ќе се случи ако ние се откажеме од тој морал и тие вредности на кои што ги учеле нашите прадедовци, дедовци и така натаму, што ќе се случи со нашето општество. Дури и јас мислам дека ние ги гледаме последиците од откажување од тие морали и принципи. Веќе денес. Значи не се работи тука за тоа колку си прогресивен, не, стварно некои работи кој што не знам што верува, кој што прави у кревет, со кого прави у кревет, не знам. Не ме интересира, стварно. Ама очигледно е дека имаме и доживуваме една целокупна општествена деградација која што според мене произлегува од откажувањето од нормите и правилата кои што биле морални во минатото.